Само кај нас пописот се претвори во политичка алатка, иако и тогаш и денеска како опозиција тврдиме, а то сега како влада, а тогаш како опозиција, ова е техничка операција, да не ја поврзуваме со политички работи. Ова е техничка за да ни даде одговор како ќе се развива државата. Сега некој го злоупотребувал бројките од пописот со политички пораки, а тоа било статистичка операција. Имено да те потсетам на тебе дека ти излагаше на пресконференции и ти правеше протести и ти повикуваше на бойкот на пописот за кој што сега тврдиш дека бил само статистичка операција, а не требало да му се дава политички контекст. Ти му даде политички контекст на пописот. Ти беше тој кој што повикуваше на бойкот и ти беше тој кој што предизвика на овој попис, согласно пописните резултати, излеговме 15% помалку македонци. Ти повикуваше да не се попишуваат луѓето. Ти викаше диаспората да не се попишува. Ти пушташе луѓе по диаспората за да взимаат забелешки кој се попишува, кој не. Ти повикуваше насилство да се врши врз попишувачите. Ако дојдат на врата, избркајте ги. Ти повикуваше. Ти правеше политички притисок. До моментот додека не ти прифати СДСМ собрание да ти гласаат за фингерпринтовите. Кога ти ги изгласаа фингерпринтовите за 2,9 милиони евра, тогаш престана да бамбориш за пописот, ама више ја направи штетата. И луѓето бойкотира и не се попишува. Од тие 2,9 милиони евра за фингерпринтовите, еден си купи вила на Халкидики, ти веројатно си зема нешто у Крашичи, парите ги поделивте. И немој сега ти да збориш дека некој сакал да го политизира пописот и да го злоупотреби. Ти го злоупотреби пописот. Немој да бидеш лицемер.